Актуелниот градоначалник на општина Аеродром и кандидат за уште еден мандат Дејан Митевски информираше дека денеска извршил увид во градежните активности на детската градинка Изворче. Градиме иднина за најмладите. Ова не се само бетони и цигли, овде создаваме дом, истакна Митевски во објава на социјалните мрежи. Митевски посочи дека проектот напредува и наскоро ќе обезбедат нови места за најмалите и подобри услови за раст и развој. Првиот приоритетен проект кој го планирам во Ѓорче Петров е Ѓорче твој дом. Тоа е нова населба за младите, вели градоначалникот на општина Ѓорче Петров и кандидат за истата функција Александар Стојковски. Стојковски информира дека оваа населба предвидува локации за изградба на индивидуални куќи за стамбено живење. Некаде околу 170 локации ќе опфати површината, локација кај црквата Свети Архангел Михаил во Новосело. Индивидуалните куќи се приземје, 2 спрата и поткровје по правилник за урбанизам. Овој детален урбанистички план е во постапка, далеко од реализација, сега го работиме. Ќе бидеме во можност за прв пат да ги ослободиме младите брачни парови од 30 до 35 години, од плаќање на комунали до 100 метри квадратни, истакна Стојковски. Актуелниот градоначалник на општина Центар и кандидат за уште еден мандат Горан Герасимовски вети интересен предлог во неговата нова изборна програма. За прв пат вобедуваме бесплатно двосменско работење на градинките до 22 часот, за да им излеземе во пресред на родителите и да им обезбедиме поголема поддршка на семејствата, вели Герасимовски. Тој потенцираше дека оваа мерка е наменета за родителите на деца од предучилишна возраст, кои поради своите работни уврски имаат потреба од подолга грижа и безбедност за своите деца. Со оваа мерка се обезбедува вистинска поддршка за семејствата, со што ќе им се улесни секојдневието на родителите, додаде првиот човек на Центар. На Карпош му е доста од бетонизација. Нашата општина, која со години важеше за пример на хумано и квалитетно живење, денес е под притисок на непланска градба, урбанистички решенија кои гушат секоја населба, вели Сотир Лукровски, кандидат за градоначалник на општина Карпош од редовите на ВМРО ДПМН. На Карпош, додава Лукровски, му е доста од градби кои го одземаат зеленилото и создаваат бетонски џунгли. Најави целосна ревизија на сите детални урбанистички планови. Карпошани заслужуваат чист воздух, зеленило, простор за децата и мирен живот на своите мала. Не заслужуваат хаос, не заслужуваат бетон и уништување на се што е вредно околу нас, додаде Лукровски. Грејната сезона 2025-26 за потршувачите приклучени на системот за централно грејење во градот Скопје официјално започнува на 15 октомври. Согласно постојните прописи, испораката на топлинска енергија може да започне и порано, конкретно од 1 октомври, доколку прогнозираната средна надворешна температура за следниот ден е еднаква или помала од 12 степени Целзиусови, според податоците од Управата за хидрометролошки работи, соопшти владата. Во деновите пред официјалниот почеток се спроведуваат неопходните подготвителни процедури на системот, вклучувајќи ладни, топли проби. Во тие процеси се лоцираат одредени дефекти. Во текот на летниот ремонт, помеѓу двете грејни сезони, велат од владата вршеле напрегање на дистрибутивната мрежа, активност која била занемарена со години, со цел откривање на дефекти и нивна санација. Во рамките на тие активности откриени се околу 80 дефекти и истите се целосно санирани. Сепак староста на мрежата не исклучува можноста од појава на нови дефекти, па така по серија на ладни и топли проби на топлификацијскиот систем настанале нови пукнатини на 2 секундарни водови, пошто одредени реони во градот останаа без топлинска енергија на 2 и 3 октомври. До официјалниот почеток на грејната сезона сите дефекти ќе бидат отстранети, потенцираат од владата. Инаку, топлинската мрежа со која управува АДСМ на територијата на градот Скопје датира од средината на 60-тите години од минатиот век. Доцнењето на инвестициите во оваа застарена инфраструктура во изминатите години представува значителен ризик за целокупниот систем за снабдување со топлинска енергија. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.